Наредната тема е нешто што особено ни е радост, зашто сакаме да говориме токму некаде пред 12 јули, кога се очекува и традиционалната галичка свадба, раскошните падини на Бистра и живописниот галичник повторно ќе бидат сцена на која илјадници домашни и странски туристи со радост ќе го следат годинава 51-то издание на галичката свадба. Во срцето на планината Бистра, во живописното село Галичник, секое лето одекнува звукот на тапаните, зурлите и радосниот кепеник. И така со децении. Галичката свадба представува една од најпознатите и најрепрезентативните манифестации на македонската нематеријална културна традиција. Потекнува од времињата кога жителите на Галичник, најчесто сточари, се враќале во родното село за Петровден, па свадбите биле концентрирани токму во овој период. Од обична прослава со тек на време свадбата прераснала во уникатен фолклорен настан кој денес живее како символ на идентитетот и обичаите. Секоја година Галичник за Петровден се претвара во сцена од едно поинакво време. Времето на традиционалните свадби, каде секој ритуал има свој символ и тежина. Од бричање на младоженецот, носење на невестата на конј, до играњето на познатото галичко оро. Секој дел е изведен според строго утврдени правила кои се пренесуваат од генерација на генерација. Традиционалните галички носии, изработени со извонредна прецизност и детали, се посебен белег на настанот и сведоштво за естетика и умешност на некогашниот живот. Галичка свадба од 2007 година е ставена на националната листа на нематеријално културно наследство, а денес, благодарение на Сдруженијето за зачувување и негување на традицијата Галичка свадба, таа живее како автентична културна манифестација што привлекува илјадници посетители од цела Македонија и пошироко. Оваа година свадбата ќе се одржи на 13 и 14 јули. Се е подготвено за уште една приказна испреплетена со љубов, традиција и звук на тапаните. Избрани се и младенците што ќе ги имаат честа и одговорноста да ја представуваат свадбата пред јавност, додека локалното население и организаторите ги очекуваат гостите со отворени срца и со порага да се зачува духот на Галичник онаков каков што бил некогаш. Да, ситно броиме до галичката свадба, споменав 51-а поред и голема радост, меѓу другото нешто што со нетрпение го очекуваат бројни домашни и странски туристи кои што веќе се подготвуваат за Галичник, се започнува во петок, в недела. Годинашните зети невеста Јован Филиповски и Лилјана Михајловска, Филип зедве направивме. Не сакајки. Гости во Македонија наутро, тие ќе го кажат судбоносното дај. Велиме добро утро на Јован и на Лилјана, заедно со подпредседателот на местната заедница Галичник Филип Филиповски ни се тука. Добре ни дојдовте, ситно броите и некако најголем е стресот пред почетокот на се што и да организираме во животот, бидејќи веќе кога ќе започне, оди се полесно. Па Филип, ајде ќе започнеме со вас. Споменавме 51 поред, тоа значи дека секоја година се поголем товар на плеки да се одржи она што генерациите пред вас го започна. Докаде се подготовките и денеска знам заминувате за Галичник, така? Да, така е. Денеска после оваа емисија одам за Галичник. Огнен председателот веќе патува натаму да направиме некои последни припреми за настанот. Да, манифестацијата се одржува во неколку децении наназад, со тоа што имавме, нели, некогаш имало пауза за време на ковидот. Немаше Галичка свадба, така да како манифестација точно, но како Галичка свадба, како традиција, како обичај, повеќе вековни се овие обичаи, кои што ние сега практично ги стеснуваме во 2 дена како манифестација Галичка свадба и организацијата има предизвици, самото место да се донесат луѓе, да се организира се тоа што било во една недела
обичај да го стесниме во манифестација од 2 дена, така да секоја година си е своја посебна приказка. И годинава изборот за зет и невеста падна на Јован и Лилјана. Јован, вие сте по потекло од Галичник, односно вашата фамилија, но баш ме интересира, Филип, како изборот на нив двајца? Па секоја година е исто, значи ние објавуваме критериуми кои се потребно да се исполнат за да се биде зет и невеста на галичка свадба. Главен критериум е потеклото од Галичник на едниот од нив. И во тие што беа пријавени во оддадениот рок, Јован Филиповски и Лилјана беа најдобар меч, најдобар избор за оваа година за галичка свадба. Па морам да ве прашам, вообичаено кога се организира свадба, станува збор за сериозен стрес, имајќи предвид дека нели сите очи на гостите кои што ќе дојдат се вперени во зетот и невестата. Вие имате дополнителен предизвик бидејќи илјадници домашни и странски туристи кои што не ги познавате ќе дојдат за секако да ве видат вас. Па како сте? Пред поаѓање да ве прашам. Па, како што кажавте, стресот е голем, иако сме среќни и горди за тоа што сме избрани за зет и невеста на овогодинешната галичка свадба. Сепак, владе во нас помалце и трема и страв, затоа што одговорноста е голема да се пренесе ова повеќе вековно културно богатство пред илјадници посетители, а и нормално да се оправда довербата укажана од членовите на местната заедница. Јован, предпоставувам голема радост и предизвик да се каже да, онаму каде што сте растеле, па и вашите предци се разбира. Но кој беше иницијаторот за да аплицирате еве на конкурсот? Иницијаторот бев јас, пошто ова е нешто што го чекорам од мали нозе, сум се облакал уште од мал. Јас потекнувам, моето семејство потекнува од Галичник и овие денови се со нетрпение ги очекуваме сите во Галичник, така да желбата од секогаш постоеше кај мене. И ете, дојде моментот кај што се решивме и благодарение на Лилјана, ете, желбата ќе ми се оствари. Да. Желбата оваа година ќе ми се оствари, така да. Каква беше реакцијата на домашните кога им соопштивте дека сакате да се венчате онаму каде што сте растеле? Па беа пресреќни. Не знам. Лилјана? Да, и моите беа пресреќни, иако ние немаме галичко потекло, но сепак ова е дел од македонското културно богатство и моите беа горди на тоа. Кога станува збор за галичката свадба, мора да споменеме дека станува збор за бројни обичаи кои што мора да се испочитуваат и од тука нема бегање. Јован, предпоставувам дека дел од нив ги знаевте вие, но Лилјана, вие имавте многу што да учите периодов. Кој е најсложениот, ајде да кажеме, најтешко да се изведе од сево ова што ќе го видиме во недела? Не би рекла дека има нешто што е сложено. Може би најпредизвик голем. Голем предизвик е носењето на самата носија, бидејќи е тешка. Се друго мислам дека е лесно да се изведе, и како што кажавте, иако има многу обичаи, сепак многу од нив се присутни во гостиварскиот крај, на нормалните свадби се уште се изведуваат. Така што мене ми беа и познати речиси сите тие обичаи. И не ми беше тешко. Филип, ке имаме пат на температурите некаков до петок, со разладување, но пак сабота и недела забележав 38-39 целзиусови степени. Лилјана ке има сериозен предизвик за да ја облече венчаницата на 39 степени. Па добро, сега ние малку ќе не подлаже четврток, петок, да. Сабота ќе си дојде на свое времето, но сепак мислам дека 2 дена се во прашање за една огромна манифестација и со огромен значај, така да сите ние, јас ќе бидам облечен во носија, но сепак мора да признаеме дека најсложена и најтешка е невестинската носија и најубава, така да јас мислам дека дали 30-20 нема да има некој голем проблем. Кога ви така дента кој ќе биде галичката свадба. Колку е кога зборуваме за организацијата, споменавте дека ситно броиме се разбира до почетокот и дека навистина е предизвик да се организира, но ајде малку да појасниме. Зборуваме и од програмски аспект, но и од безбедносен аспект, заради тоа што на едно место имаме илјадници луѓе во исто време. Па да, логистички ние имаме веќе наназад свадбите како што се организирани и поставен на некој систем. Тој систем функционира, значи имаме од сабота во 18:30 ќе биде затворен сообраќајот во Галичник, имаме место
огромно паркинг место на 1 километар 2 пред Галичник, со организиран превоз за сите посетители. Ќе има комбиња кои ќе одат нагоре надолу. Така да од тој аспект од 18:30 до 22 во сабота е затворен сообраќајот, а недела бидејќи рано почнуваме со обичаите од 8:30 до кај 14-15 часот е затворен сообраќајот, а нормално Галичник е слободен за сите посетители. И ми се допадна одговорноста што ја имате како организатори. Изминативе неколку денови прочитав за апелот за сообраќајниот режим, но прочитав и за апелот за консумацијата на алкохол. Велите, да, знаеме дека станува збор за свадба, но имаме 39 степени, па бидете одговорни. Бидете одговорни, Нели? да. Кој обичај, еве кога станува збор за обичаите, споменавме дека ги имаме бројни, дел од нив требаше и да ги научите и да се потсетите на нив. Кој обичај е најспецифичен или најсложен за изведување? Па, не знам, немам некој обичај да одвојам, пошто веќе долги години учествувам и сите обичаи ми се познати. За мене спремањето беше многу лесно за галичкава свадба, иако оваа година сум зет. Не знам, како најемотивен можда би ги одвоил кањењето на мртвите, кој е прв обичај кој се изведува во недела наутро, и ете можда бричење на зетот. Тоа е машкиот дел. Да. Лилјана? Па како што кажав, не би издвоила ни Зборувам, не случајно ве прашав бидејќи нели и момчето и невестата си имаат посебни обичаи. Па не би издвоила ниту еден обичај кој што е сложен или тежок. Може би ете самото издржување на целата свадба во носијата како предизвик. Кога сме кај издржувањето, представува ли посебна трема тоа што очите на илјадници посетители ќе бидат вперени во вас? Секако. Постои мал дел. И што по галичката свадба ќе има граѓански брак, условно кажано, дополнително некаде во месециве кои што следуваат? Да, граѓанската свадба е закажана во октомври оваа година. Во октомври, добра. Поаѓате и вие денеска? Или? Кога заминувате? Ние во петок. Вие во петок. Имаат време да здивнат уште еден ден. Што се случува денеска од организацијски аспект? Споменавме Огнен веќе замина. Да, па добро, денеска имаме некои безбедносни проверки што ги спомнавме, неколку локации, да видиме инфраструктура малку да средиме да заличи УПИА. И воедно ја спремаме и сакам да ја потенцирам во петок и монодрамата за Ѓорѓија Пулевски, бидејќи ние галичката свадба е сабота и недела, но секогаш евентот има настани во петок, секоја година е различно. Сме имале од Владко Стефановски, од Џија Немин, Весна Гиновска, но овој пат, после 60 на 70 години, имаме прв пат, после 70 години, представа на отворено во Галичник. Тоа е монодрама за тријазичниот македонски прв речник од Ѓорѓија Пулевски, кој што е напишан во режија на Бојан Трифуновски, Нико Георгиевски музика и автор Миле Бошнаковски, а го исполнува Ѓорѓија Пулевски и Рубен Смуратовски. Така да ги поканувам сите, ако планирале да дојдат во сабота и во недела, да си дојдат и во петок највечер. На Ладовина? На Ладовина, во 21 часот, ќе имаме театар под отворено небо во Галичник. Кога зборуваме за корените и за традицијата, а многу често се говори на оваа тема, нели, кои сме, што сме и од каде сме, мора да знаеме и кој бил пред нас и што оставил за нас, апсолутно. Точно. Сакам да продискутираме малку и за младите. Многу ме радува што има интереси од младите за да се продолжи традицијата. Но колку од посетителите кои што доаѓаат од година в година да ја видат галичката свадба, има млади меѓу нив? Ги интересира ли традицијата младите? Има млади. Има млади. Има млади, бидејќи млади се практично и пријавуваат. И знаете како, генерацијски шифт е тоа. Например, кога бевме ние деца, сите се потепавме да бидеме на галичка свадба, па имаше еден период кој што беше постишан, но сега еве се враќа назад, бидејќи стварно е добра забава, добра журка, манифестацијата е одлична и за очи и за уши, и можам да кажам дека од сите возрасти имаме посетители.
Предпоставувам дека кога ве советуваа периодот, ве советуваат главно во однос на сето тоа што како протокол и традиција треба да се испочитува. Ви кажа ли некој дека треба и да уживате меѓу другото во целиот овој стрес? Да, ни потенцира дека сепак тоа е најбитно. Апсолутно. Затоа ви го кажувам, најдете и момент за себе, најдете моменти во целиот тој ден полн со активности, да се погледнете и најдете миг за себе. Тоа е сепак ваш ден. Ќе ви посакам еден век љубов, ќе посакам да расте семејството, ќе посакам и генерации по вас да сакаат да одржуваат традицијата исто како вие. И сакам по завршувањето на свадбата со видеоматеријали и фотографии да се сретнеме повторно овде и да сумираме впечатоци, може така? Може. Каква е крајната порака и до сите оние кои што веќе се пакуваат за Галичник? Што да очекуваат, а што очекувате вие? Крајната порака е, како што рековте пред малку, уживајте, забавувајте се. Тоа е фестивал на обичаи, традиција, на музика, уникатен, еднаш во годината, така да и бидете одговорни, ќе го повториме, да. Благодарам многу за гостувањето во утринската програма. Дотолку сме повеќе благодарни што само неколку дена пред стартот на истата одвоивте и простор за Македонија наутро. Благодарам. Благодарам. Дел од програмската понуда во продолжение па нови информации.